Благодарам, подпредседателке. Почитувани граѓани, денеска овде говориме за предлог измени на Законот за прекршоци кој што ги предлага Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери, кои што се состојат во измена на 2 члена од Законот за прекршоци. Имено се состојат во намалување на казните кои што ќе се плаќаат за прекршоци на пола. Истиот овој предлог закон предвидува рок од 6 месеци за Министерството за правда да ги усогласи сите останати материјални закони кои што пропишуваат прекршочни казни и во истите казните за прекршоци да се намалат за половина од она што се во моментов. Има неколку причини поради кои што треба овој закон да се усвои и бидејќи гледам дека колегите не успеа претходно да ги убедат пратениците од ВМРО, ДПМН и од ДУИ дека овој закон треба да се поддржи, јас ќе се обидам да ве убедам вас дека треба да ги се јавите на тие што сте ги гласали, да им кажете дека заради ваше добро треба денеска овој предлог закон да ни го гласаат. Имено прва од причините е фактот што овие казни што граѓаните на Република Македонија ги плаќаат за различни прекршоци се многу поголеми во споредба со казните што за истите прекршоци жителите на земјите на Европа ги плаќаат. Односно овде имаме една споредба на казни за сообраќајни прекршоци во 28 земји од Европската унија, направена минатата година, во која што во Македонија казната за пречекорување на брзина од над 20 км на час е 35 евра, додека истата во Бугарија е 20, во Чешка е 15, во Грција 35, во Германија 35 евра, во Полска 15, Романија 15 и така натаму и така натаму. За поминување на црвено светло, казната во Македонија е 300 евра, додека во Австрија се движи од 70 до 145 евра, во Белгија 150 евра, во Бугарија 30, во Данска 135 до 200 евра. За погрешно паркирање, казната во Република Македонија е 50 евра, во Австрија е 10, во Бугарија 40, во Финска од 10 до 40, во Франција е 10 евра, во Италија е 35, во Полска е 25, во Унгарија е 10, во Словачка 10, во Словенија 40, во Србија 25, во Шведска 20 и така натаму. За разговарање на телефон додека се вози, казната во Македонија е 45 евра, додека во Австрија е 20, во Белгија е 25, во Полска е 25, во Португалија е 25 и така натаму и така натаму. Македонија има поскапи казни во однос на повеќе од половина од земјите членки на Европската унија. Да не говорам дека платите кои што жителите на овие земји ги земаат месечно се во најмала рака 2, 3 или 5 пати поголеми од просечната македонска месечна плата. Втората причина зошто треба казните да се преполоват е фактот што во моментов тие се нерамноправни и нерамномерни, односно за различни прекршоци може да добиете иста казна. Така, например, казна за 11.000 евра ќе добие и фирма која што поради доцнење на постапката за пријавување на вработениот има само еден непријавен работник и фирма која што се обидува да ги избегне давачките кон државата и има 20, 30 или 50 невработени. И двете фирми ќе добијат казна од 11.000 евра од трудовата инспекција. Доколку еден производител нема ставено декларација на производот, ќе биде казнат 5.000 евра од пазарната инспекција. Меѓутоа и оној кој што ставил декларација на производот, меѓутоа поради техничка грешка, погрешка во куцање, заборавил или сгрешил една бројка во телефонскиот број на компанијата кој што е производител, исто ќе биде казнат 5.000 евра. Доколку некој запали цигара во кафич, например, тој што пуши ќе биде казнат од 300 до 500 евра. Врз основа на што ќе се направи проценката од 300 до 500 евра, мени до ден денес не ми е јасно. Правното лице во кое што се пуши ќе биде казнето од 4 до 5.000 евра, а управителот на правното лице ќе биде казнето од 1.500 до 3.000 евра. Вакви казни на кафичи кои што едва и преживуваат во изминатиот период со покачените цени на струја, на парно,
и на сите останати услуги на вистина нонсенс. На вистина кафич кој што треба и да даде плата и да подмири трошоци, меѓутоа при тоа и да плати сметка за струја од 35.000 или 45.000 денари месечно, дополнително откако ќе му дојде казна од 5.000 евра од X причини, значи без оглед дали ќе го казнат за пушење или ќе го казнат за некоја друга банална работа од типот дека келнерката имала 200 денари во незе плюс од тие што и се од прометот, ќе го доведе таквиот кафич во состојба да треба да затвори и да ги остави луѓето на улица. Истото тоа важи и за било која помала фирма. Трета причина поради која што ваквото законско решение треба да се изгласа е фактот што ваквиот тип на високи казни како што сега ги имаме, единствено што прават е поттикнуваат корупција. Ниту служат превентивно за да се намали бројот на прекршоци, ниту пак граѓаните одат веднаш кога се казнети и ги плаќаат. Напротив, секој се труди да најде начин како да го подкупи тој од кој што му зависи прекршочната казна. И од таквите причини треба да се усвои вакво законско решение во кое што казните ќе се намалат и покрај тоа што ќе ги намалиме на половина од тоа што сега име вредноста, сепак казните ќе бидат високи. И казна од 2.500 евра во вакви услови во кои што денеска живееме, на вистина е голема, а камоли казна од 5.000 евра. Она што всушност е најголемиот проблем на дополнителното правење на прекршоците не е висината на казните, туку е селективното спроведување на истите. Имено сите сме сведоци, никој ни во оваа сала, ниту пак граѓаните надвор што слушаат, може да каже дека нема неселективно применување на законите. Носителите на функции во извршната власт, па и нивното обезбедување, можат да си дозволат да се паркираат каде што сакаат. Ако им текне на сред улица да застанат и да го остават возилото, и тоа ќе го направат. Можат да завртат на полна линија, можат да свртат полн круг на место каде што тоа е забрането. И нема да бидат казнети. Напротив, доколку некој од граѓаните тоа го направи, едва ќе го дочекаат да го застанат и да го натераат да ја плати таквата казна. Заради сите овие причини, сметам дека денешниот предлог закон треба да се изгласа. И токму заради тоа ги замолив граѓаните да се јават до секој пратеник на ВМРО ДПМН и на ДУИ за кој што гласале и да му кажат дека ваквите предлог измени треба да ги поддржуваат, макар и да доаѓаат од опозицијата. Благодарам.